Председателе, јас не би сакал да вжестувам дискусијата. Јас би сакал да се навратам повторно на законот, бидејќи точка на дневен ред не е всушност и законот. Голем број од она што јас сакав да го кажам, всушност го кажа заменик министерот и не би сакал да се повторувам. Инаку клучното при донесување на овие закони е дека овој закон е во прво читање и треба да утврдиме потребата дали има потреба да донесуваме вакво законско решение или нема. Земајќи во предвид дека се работи за закони кои што се дел од реформската агенда, сметам дека сите заедно сме сложни со констатацијата дека е неопходно донесување на вакви законски решенија. Инаку интересно е кога ќе стане збор за донесување на законски решенија кои што се дел од реформската агенда, по правило ни се случуваат најголеми проблеми. Зошто ни се случуваат тие проблеми? Бидејќи некој во минатото со години не донел никакви законски решенија во дел од реформите и сега одеднаш кога се носат таквите законски решенија имаме проблеми и се настојува да се најдат навистина причини зошто таквите законски решенија да не се гласат, што е навистина вака за забележително нешто што се случува во собранието. Она што се дава како забелешки, освен во делот на работните односи, јас не слушнав ниту една друга вака посериозна забелешка на првичната верзија и првичниот текст од законот. Ниту една посериозна забелешка. Јас се надевам дека при амандманската расправа ќе разглобиме во второ читање дел по дел, за да видиме каде се тие проблеми. Инаку предпоставувам дека и другите пратеници, делот од пратениците од власта, ќе излезе со своји амандмани во одредени делови, ќе видиме. Меѓутоа, генерално сметам дека имаме заеднички согласен став дека вакво едно законско решение е неопходно. Инаку треба јавноста да знае дека и првото законско решение носено во 2015-2016. Се што е направено реформски во државата во претходниот период, па имаме еден период кога не се работело ништо, па сега повторно треба да се навратиме на одредени работи. Во делот на платите кои што им се најклучни на луѓето, ваквото решение согласно со колективниот договор кој што го подпишаа. Сега вајда колективниот договор не ги подпишало само иницијативно јавниот обвинител, не го подпишал со некој синдикат кој што представувам дека е реален представник на работниците во таа институција. Согласно со тој колективен договор и предложено ваквото законско решение. Сега ние ако сакаме дополнителни права надвор од колективен договор да дадеме, окей, расположени сме за секаков тип на амандмани, ќе видиме да дебатираме, затоа сме тука. Меѓутоа сега да се напаѓа ваквото законско решение уште во оваа фаза, навистина не гледам за потребно такво нешто да се случува. Дополнително на сето тоа, добро е она што го прави Комисијата за политички системи, тоа е имањето на јавни дебати. И сега ќе видиме, кога ќе имаме ваква една јавна расправа, јавна дебата, да видиме што и експертите ќе кажат по однос на ваквото законско решение. Нормално е дека ќе имаат, предпоставувам, и они забелешки во еден дел, да видиме она што е прифатливо, да го прифатиме и да го подобриме законското решение. Но дајте ваквите реформски закони реално да ги гласаме. Бидејќи не постои законски текст кој што ќе дојде во ова собрание на кој што ние нема можеме да му најдеме мана. Таков нема. Верувате дека јас ако го напаѓам законскиот текст, повеќе ќе го нападнам од вас. Меѓутоа поентата е дајте да донесеме вакви реформски закони заеднички и сега тие да бидат по предпоставка прифатливи за една и за друга страна. Тоа е суштината. Ако отидеше со реално навистина промена на целокупниот систем, први некој кој што ќе го нападне таквата промена на целокупниот систем ќе беа токму од опозицијата. Тек тогаш ќе нападнете и ќе кажете се мешате во работата на јавното обвинителство, се мешате во работата на судството и така натаму. Сега кога има едно законско решение кое што е усогласено и со меѓународните партнери, а вакво законско решение работи и луѓе кои политичка провениенција на овој токму закон. На овој токму закон работи и они. И затоа би ве замолил, дајте во прва фаза нека да го изгласаме, да дојдеме до таа јавна дебата, да видиме она што може да се прифати од експертите, да го прифатиме заеднички, да ги истуркаме барем во една слога овие реформски закони, за другите закони да дебатираме. Благодарам. Благодарам јас.